Почитувани гледачи, добро вечер. Вие сте со програмата од телевизија. Овој пат ќе ви посакам добре дојде во најновото издание на емисијата Наш гостин. А секако наш и ваш гостин оваа вечер ќе биде директорот на Средното општинско училиште Ѓорче Петров, господинот Дејан Димовски. И сигурно претпоставувате, темата на разговор ќе биде образованието. Директоре, добро вечер, добре дојдовте во студиото на ТВЛ. Добро вечер за вас и за гледачите на вашата телевизија. Вие сте за прв пат гостин во нашата телевизија, се надевам дека пријатно се чувствувате и соработката со вас ќе продолжи и во иднина. Секако дека се чувствувам пријатно и се надевам дека таков ќе биде разговорот. Рековме дека тема на вечерашното издание на емисијата Наш гостин ќе биде образованието. На почетокот, првото прашање, кратко, како го оценувате образованието во Република Македонија? Па видите, неколку години наназад образованието има радикални промени, посебно во инфраструктурата, секако и во начинот на организирање на наставата. Бидејќи јас доаѓам од стручното училиште, можам да се пофалам дека условите од ден на ден се подобруваат со тоа што практичната настава кај нашите ученици добива на величина со тоа што веќе почнуваме да работиме во делот на практичната настава кај работодавачите, значи излегуваме од нашите простори, се со цел учениците кога ќе завршат со нивното средно образование да можат и самостојно да отворат можности за да имаат собствен бизнес. Секако дека и во теоретскиот дел е многу подобрено со тоа што, нели, знаете дека има и бесплатни учебници, не е на терет на родителите да појдат и да го оптеретат собствениот буџет. Достапни им се на учениците целокупните литератури кои што се соодветни за нивната возраст и кои што се препишани со одлука на Министерството за образование и наука. Ние секако ја збогативме нашата училишна библиотека со стручна литература и со белетристика која што на учениците поприлично би им помогнало за надоградба на нивните јазични вредности. А секако со тоа ќе можеме да аплицираме и на најразлични проекти кои што постојано се случуваат преку јавни конкурси во нашата република и со тоа на учениците им возможуваме да напредуваат во образованието во Република Македонија. Значи, континуирано се надоградува програмата по која што учат учениците? Секако дека се надоградуваат и самите професори со тоа што нели постојано имаме обуки за имплементирање на најнови вештини во образованието, секако дека се користат вредностите од европските држави, онам каде што нели тие подолго време како системи образовни функционираат, тоа се имплементира и во нашиот образовен систем и пак викам на добар пат сме да се подобри уште во поголема мерка образованието во Република Македонија. Значи, ваша констатација и видување е дека македонското образование може да се носи рамо до рамо со образованието од државите земји членки на Европската унија? Па тежнееме кон таму секако. Секако не на истото ниво, но со овие програми, како што кажавме претходно, сигурно ќе дојдеме до ниво да видиме рамо до рамо. Јас имам и некои статистички податоци кои што кажуваат дека во одредени делови, во одредени сегменти нашето образование е дури подобро и на повисоко скалило од она од западните земји. Па знам дека неколку соседни држави се обидува да го копираат нашиот образовен систем, не знам колку успеа во тоа нешто. Не дека и кај нас е се идеално, секако дека кога имплементирате нешто ново, нормално е да наидите на некакви препреки кои што треба да се совладуваат, но сето тоа ни дава поголемо искуство за наредните проекти кои што ги работиме и ги имплементираме да бидат подобро организирани, за разлика од претходниот пат кога може би имало некои пропусти. Викам пак, образованието во Република Македонија е на високо ниво, на задоволително ниво и се стремиме да ги стигнеме земите кои што пред нас сите како имплементирале образованието кај младите, онака како што тие замислиле, а понатаму и дало резултати во работата на самите ученици, односно на самите бизнисмени кои што покасно отвораат собствени бизнеси. И сега ми треба вашето размислување за заложбите на владата на Република Македонија. Зборуваме за гарнитурата на ВМРО ДПМН изминативе овие 10 години, дали доволно вложуваше и дали равномерно вложуваше на територијата на Република Македонија?
Вака сега, јас сум 7 година директор и можам да зборувам за времето од кога е ВМРО-ДПМН на власт. Претходно сум немал раководна функција за да можам да кажам дали доволно средства доаѓале или не. Меѓутоа можам да кажам дека во последните 10, ако не и 12 години, навистина во образованието и инфраструктурно се вложува поприлично многу. Затоа сме сведоци ние како училиште, инфраструктурата е во голема мерка подобрена кај нас. Блок дотациите кои што стасуваат од Министерството за образование и наука поприлично помагаат за да ги реализираме ние нашите програмски содржини кои што ги имаме во наставните програми. Пак викам, значи мора да се даде едно огромно признание на оваа влада која што поприлично вложила во образованието, сето тоа треба да се врати со квалитетни кадри. Она држава која што инвестира во младите, секако дека тоа се враќа на најдобар начин. Кога инвестирате во образованието, значи имате образовни кадри кои што прво ја подобиле културата, второ добиле одлично воспитание, а за образованието да не зборувам затоа што тоа е она кое што нас не прави да видиме дел од овој систем и да се доближиме до вредностите кои што ги има во Европската унија. Ајде сега да се вратиме, да не речем дома, да поразговараме малку за локалната самоуправа и за општина Прилеп. Каква е соработката? Доволно се вложува во нашите училишта? Вака, моето размислување е дека една од подобрите работи кои што се направиле, а во корист на образованието е децентрализацијата. Поинако беше начинот кога чекавте да добиете средства од државата, знаете, има најразлични клучови како треба да се распоредат тие средства. Меѓутоа со децентрализацијата и со припаѓањето на ингеренциите на локалната самоуправа, навистина во нашите училишта се вложи огромни средства. Вистински почна да се работи, а не само да се шпинка. Така, јас можам да кажам за моето училиште што се има направено. Навистина е воодушевувачки она што го имаме ние и посебно ми е драго кога ќе дојде некој ученик кој што 10 години не влегол во нашето училиште, вика сега е радикална промена. Проблем, реновирањето е видливо. Очигледно дека е видливо, ние сакаме во секој сегмент да интервенираме, значи почнувајќи од училишниот двор, училишната зграда, условите за практична настава и така натаму. Меѓутоа сето тоа за да го постигнете, мора да имате поддршка од локалната самоуправа, секако од градоначалникот, зашто еве јавно се заблагодарувам. Каква е таа? Знаете, ние често пати се координираме на состаноци, гледаме каде се најголемите приоритети во кои училишта треба да се интервенира. Доколку од средствата кои што се за распределување некој училиште има навистина реална потреба, тоа се согласуваме сите директори дека таму тие средства треба да се насочат. Градоначалникот наш има разбирање за нашите барања и каква е заложбата негова? Доволно се одвојува од буџетот на општината? Мислам дека и повеќе. Јас само ќе ги спомнам ИПА фондовите кои што преку нашата локална самоуправа, благодарение на градоначалникот, обезбедени се средства и во сите средни училишта, мислам дека и основни, променета е столаријата комплетно. Значи да им биде јасно на нашите гледачи дека некои од проектите се во соработка со Европската унија, односно се користат, се црпат средства од ИПА фондовите. Тоа е многу значајно. Да, значи не е на терет на граѓаните на општина Прилеп, туку тоа ми беше и поентата од прашањето. Ете така, туку се користат фондовите на Европската унија. Еве ние како користиме фондови на Европската унија, постои, нели знаете, Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, која што, доколку препознае некој ваш проект, ви овозможува да одите во странство и да се доусовршувате практично во нивната држава која што вие сте избрале претходно. Тоа се европски фондови, европски пари. Нашето училиште, еве можам да се пофалам, благодарение на професорите кои што работат на проектите со кои што ние имаме можности да излеземе во странство. Имаме досега со учениците еднаш поедено во Мадрид, со 9 ученици. Тоа ми беше следното прашање, соработувате и со земјите од регионот и од Европската унија. Чином лани беше размена на ученици во Романија или така, токму, значи вие сте така, значи вие сте информирани. Доста интересен проект е да се разменат искуствата. Така е. Значи ние сме работеле на неколку меѓународни проекти, меѓутоа овие кои што доаѓаат од Националната агенција за европски образовни програми
и мобилност преку програмата Erasmus Plus навистина се грандиозни. Спомнавте сами, ние бевме во Романија. Повторно еден проект изграден каде што учениците беа 28 дена во градот Сато Маре во Романија. Што не беше мала работа, 20 ученици еден месец да бидат тамо на трошок на државата или на фондовите од Европската унија. Истина поминаа прекрасно учениците. Јас често пати во шега велам да им дадевме на учениците лист и бела хартија што сакавте да добиете таму покрај учењето на практичната работа, верувајте помалку ќе напише од она што таму го добие. Значи баш као од практичната настава, тие има и рекреативни содржини, значи посета на базени, на куглана, на оперски представи, на театри, на романско-македонски вечери, на викам еден куп таков на активности кои што учениците, верувајте, кога излеговме во еден од градовите, викаат што е ова, директор, да викам трамвај, до сега не сме виделе трамвај. Знаете, се среќаваат со некои работи кои што немаат можност да ги видат овде. Јас викам често пати, деца, покрај практичната настава, нас ни е битно да ја донесеме и културата од таму, затоа што се уште мора сите да работиме на култура. Се уште е срамота да излезете в чарши и да гледате како некој безгрижно јадат сончолге ти го плукаат пред нив. Значи, јас се лутам кога ги гледам тие работи. Нашата институција покрај образование има и воспитание, значи и воспитна дејност собавуваме, така. Значи ние од нашите ученици треба да изградиме здрави личности, да им кажеме на сите што е културно и што не е културно. А практичната настава која што сме ја добиле во Романија, во Португалија преку истата програма, 2 пати во Шпанија и тоа во градот Мадрид, кој што е сон за сите нас. Сме биле во Романија, сме биле во Молдавија, сме биле во Унгарија, сме биле во Словенија, сме биле во Србија, сме биле во Хрватска, значи сме однесле многу ученици, сме разменили искуства со и тие ги црпате искуствата и ги применуваат тука. Секако, значи мене ми е најбитно кога ќе дојдеме да имаме една дисеминација на останатите ученици, на професорите, се со цел да им пренесеме какво искуството од тие држави, да го имплементираме доброто, да го отфрлиме лошото. Како резултат на еден низ на такви активности кои што сме ги обавувале во странство, дошле идеи за да имаме ние, не знам, една прекрасна библиотека која што нас ни служи за медиотека, едни прекрасни услови каде што изградивме ние кабинети за изведување на практичната настава, лабораторија, физиотерапевти, кабинет, фризерница нова и еден куп други работи кои што ја подобруваат во наставната активност на учениците, а не само наставната. Така да презадоволен сум од соработката со локалната самоуправа и секако од владата на Република Македонија. Рековте дека овој проект е размена на ученици, наши ученици одат во странските земји и странци доаѓаат тука. Како гледаат на прилеп? Што им беше наинтересно, што научија и што ќе пренесат таму во нивните земји? Вака. Прво, кога доаѓаат во Македонија се малку скептични, тоа морам да го признам. Меѓутоа, сите досега кои што заминале од Прилеп, заминале со воодушевување. Прво имаме навистина прекрасен град, прекрасно среден, уреден. Во нашата училишна зграда имаме еден куп можности кај што можеме да ги имплементираме сите тие активности кои што сме ги замислиле во проектот. Верувајте, остануваат воодушевени. Посебно се воодушевени од можноста секој ученик да има компјутер пред себе. Она акција која што беше од владата, она кај романците тоа се уште го нема? Не, значи романците не може да се изначудат кога ете сега да се надоврземе на претходното прашање кога разговаравме за дека во некои сегменти нашето образование е подобро и од тие земји. Секако дека во делот на компјутеризацијата ние сме можеби и водечки во регионот. Мислам дека ниедна држава, барем ја што сум ја посетил овде во регионот, немала такви можности за изучување на настава. За изучување на наставата преку ИКТ, преку информатичко-компјутерската технологија. Да го искористиме вашето гостување тука, дали овој проект ќе продолжи да ги изненадиме вашите ученици? Следна дестинација? Секако дека ќе продолжи, значи повикот сега заврши, мислам дека на 2 февруари. Не ме држете за збор, можеби јас го грешам точниот датум, меѓутоа пак имам задолжено професори кои што си работат, кои што се координатори да се реализира. Да се реализират. Јас веќе како директор ги потпишав тие нови апликации, секако дека ќе имаме. Сме нашле можност како да дојдеме и како да успееме да добиваме грантови од Националната агенција. Мислам дека и овој пат ќе успееме и тоа е една обврска и можност за сите ученици да бидат малце
поактивни, затоа што при изборот секогаш се обидувате да ги најдете најдобрите ученици. Не знам колку успеваме, значи кај нас се сите добри, одлични ученици, посебно во здравствената струка. Навистина е тешко да изберете било кој што ќе кажете дека е најдобриот, меѓутоа пак викам, се обидуваме на најразлични начини да ги избереме најдобрите и викам, еве можеби ова убава можност и во иднина за учениците кои што размислуваат од 9-летка да се запишуваат во некои училишта, да па ете ги повикувам кај нас затоа што ние навистина работим на такви проекти. Средното стручно општинско училиште Ѓорче Петров, какви кадри вади и од кои области и дали после завршувањето на 4-годишното учење се спремни да им одолеат на работните предизвици? Секако дека се спремни, секако дека вади голем број на кадри. Ја викам, многу е комплицирано да работите во училиште каде што има неколку струки, кај нас има повеќе. Има 5 струки, имаме 9 профили. Ја имаме здравствената струка со 3 профили. Ја имаме најатрактивната, најверојатно медицинска сестра, физиотерапевски техничар имаме и фармацевско-лабораториски техничар. Тоа се 3 профили по здравствената струка. Можеби некои не ословуваат нас како медицинско училиште. Причината е тоа што најголем број на ученици запишуваме токму во здравствената струка. Меѓутоа имаме и други струки, атрактивни, убави, кои што возможуваат да се појават на пазарот на трудот. Ете така. Значи, јас секогаш викам, кога се одлучувате да се запишите некаде во некое средно стручно училиште, пробајте да научите што е дефицитарно на пазарот на трудот. Усовршете го тоа, излезете на пазарот на труд, лесно ќе најдете со свој собствен бизнис. Верувајте, многу е тешко да појдете некаде каде што има кадри кои што наредниве 15 години постојано да се вработуваат со тоа што овие кои што се досега на работа треба да бидат пензионирани, овие да влезат. Верувајте, тогаш е погубно да се надевате дека таму треба да се насочите, да завршите тежок факултет и да чекате долго време за да можете да влезете на работа. Токму од тие причини, јас ги насочувам учениците. Тешко запишуваме во рударско-геолошката струка. Верувајте, на пазарот на трудот рударско-геолошки техничар се бара веќе во старт, кога ќе заврши од нашето училиште, фирмите ги бараат, дојдете, сакаме навистина на работа да работите кај нас. Не знам од кои причини, учениците кај нас не го избрале тоа. Јавно е да ги повикам да се запишуваат таму. Имаме дрвопреработувачка струка со еден прекрасен профил, техничар за мебел и интериер. Гледате овде во студио, се што е направено, Сето е од дрво. Сето е од дрво, значи сето е од сиот интериер е направен во некоја таква работилница во која што нашите ученици ние ги подготвуваме. Морам да ги пофалам и нив. Тие се таква струка која што ни го разубава училиште. Направивме витрини за учениците каде што изложуваме награди кои што сме ги освоиле во текот на годината. Сме направиле еден прекрасен декоративен зид кој што верувајте, ако го порачате во некоја фабрика која што се занимава со дрвопреработка ќе ви земи огромни пари. Нашето училиште навистина са доби еден прекрасен изглед токму благодарение на дрвопреработувачката струка и во оваа прилика сакам и учениците и професорите да ги пофалам од таа струка. Ја имаме струката лични услуги со 2 профила. Козметички техничар, 4-годишно образование и фризер, кој што е 3-годишно образование. Двете се одлични струки, со самото завршување можете да се појавите на пазарот на труд. Земете ги грантовите кои што ги дава за самовработување владата на Република Македонија, вие имате бизнис веќе за многу кратко време. Секако тука е и текстилната струка со профилот конфекцијски техничар. Исто и оваа струка поприлично многу придонесла за разубавување во училиштето. Значи ние со таа струка учествуваме на панаѓури, учествуваме на карневалот, додека сега го работевме, освоивме прво место за традиционална маска. Сето е креација на дрвопреработувачите и на текстилците. Да, значи сите тие струки се вкомпонирани. Пак викам, многу е тешко да работите во тие струки, да ги изменаџирате. Меѓутоа, најдуваме сили. Можам да му честитам на сите професори кои што имаат максимална заложба во работата со нашите ученици, но пак викам, свеста и ангажираноста на учениците го дава резултатот. И јас сум навистина презадоволен од кадрите кои што ги имаме. Тоа ми беше следното прашање. Каква е состојбата со наставнички кадар? Вака, според наставната програма, секој наставник одговара за својата струка.
Нешто со кое што јас на вистина сакам да се пофалам, тоа е дека имаме на вистина одличен кадар. Кога велам одличен, не велам дека се само стручни, туку имаме и одлична соработка со нив. Значи секогаш имаме разбирање во делот на тоа кога треба да се решава одреден проблем. Било тоа да е стручен проблем, било тоа да е некој нареден проект, сите ги имаме распоредено така силите да се пронајдиме во делот каде што навистина можеме максимално да одговориме. Може би некогаш јас носам некоја одлука, не велам погрешна, меѓутоа сум размислувал дека одреден професор може да ми заврши работа во одреден сегмент. Може би некој подобро ќе ја заврши, меѓутоа тешко е да делегирате, тогаш е навистина треба да имате едноставно и да побарате второ мислење. Секако, меѓутоа морате да размислувате за квалитетите кај секој поединец. И тоа е она кога менеджирате со човечки ресурси, можеби и најтешкото. Фала Богу, викам, она што е најдобро, тоа е што имаме одлично разбирање и соработка ние вработените во нашиот колектив помеѓу нас. Значи, ученици, да ви порачаме со директорот, кога ќе одбирате средно училиште каде да се запишете, слободно одберете го средното општинско училиште Ѓорче Петров, затоа што има што и да научите, што ќе ви користи во целиот ваш живот и се разбира, има квалитетен наставен кадар. Директоре, од кога сте вие раководител веќе 7 години, ајде сега, се што е вложено? Навистина ми е тешко да кажем, затоа што мислам дека ќе пропуштам многу работи. Што е поважно и капитално? Па ајде вака ќе за салата веќе да не зборуваме. Тоа е нашата убавица, навистина. Од сите страни се гледа. Дефинитивно и јас како поранешен професор и стручен за спорт и спортски активности, навистина сум воодушевен од него. Значи со сите можни елементи кои што треба една сала да ги има ставено внатре во таа сала. И да напоменеме дека таа сала не ја користат само учениците од средното училиште, туку во пресред им излегувате и на нашите други граѓани, односно спортски клубови. Сега и минатата недела беше боксерскиот клуб Асчинам организираше. Имате искрени пофалби и од тоа. Навистина, значи се обидуваме да му излеземе на секој во пресред, доколку нашите наставни содржини не се судруваат со нивните активности. По завршувањето на часовите, секако дека има можност претходно со заемен договор да користат и граѓани и клубови од општина Прилеп. Спомнавте за инвестициите, спомнавме салата, која што е навистина грандиозен проект и која што можеби најмногу од сите вложени работи можеме да ја видиме визуелно. Меѓутоа јас морам да спомнам. Огромен проект беа ИПА фондовите кои што ни овозможија да имаме столарија во училиштето, спомнавме претходно во разговорот. Комплетно е променета столарија, значи сега имаме подобра изолација во училиштето, и звучна, и топлотна, и секако. Потоа имаше еден грандиозен проект од поставување на топловодно грејење, значи на парно грејење со автоматизирана котлара, нешто што за нас можеби тоаш не беше замисливо, сега е многу нормално да го имаме тоа. Потоа ги реновиравме сите простори, изградивме нови за изведување на практична настава. Ги спомнав, нова лабораторија, нов кабинет за изведување на практична настава кај физиотерапевтите, нов фризерски салон, нова училница за потребите на училиштето, нова библиотека, нова просторија за изведување на практичната настава кај козметичарите, нов кариерен центар, нов центар за медијација, нова просторија за изведување на практична работа кај медицинската сестра, нова просторија за техничката служба, нова просторија за предметот по информатика, нова просторија за изучување на теоретска настава. Значи, ние навистина немаше сегмент каде што не интервенирав. Потоа го средивме, партерно го уредивме училишниот двор со бекатон плочки, со подпорни ѕидови. Значи, навистина направивме еден од поубавите училишни дворови, можеби. Ако не и најдобриот. Не би сакал така да кажам, затоа што во секој училиште се инвестира. Потоа партерно, покрај партерно и хортикултурно го средивме училишниот двор. Сме оделе, бидејќи земјата на која што се наоѓа училиштето е трета категорија, значи црвеница, која што тешко може да посеете треба да никни,
сме размислувале од каде да благодарности до земја. јавното комунално Тоа предпријатие морам комуналец. посебно да го пофалам и потенцирам, меѓутоа ние донесовме поприлично плодна земја од стадионот. Видовме дека се гради стадионот, па отидовме ги замоливме луѓето кои што го одложуваат тоа земјиште на некои 20 км да го одложат на 500 метри од стадионот во нашето училиште. Десетина камиони донесовме таму, се имаме прекрасен тренинг. Благодарение на комуналното предпријатие, јавно се заблагодарувам за нивната помош. Без нивна соработка, без соработката од градоначалникот и локалната самоуправа, ние немало да можеме да го вложиме. Кога ќе испомнам и компјутерите кои што бесплатно ги добили учениците, кога ќе испомнам и компјутерите и лаптопите кои што ги добивале и професорите. Моја пресметка е дека повеќе од 1.000.000 евра има вложено во овие 10 или 12 години во нашето училиште. Тоа не е бројка која што можете да ја занемарите. Тоа е бројка која што објективно влегла во нашето училиште. Освен финансиските средства, мора да напоменеме дека важна улога игра и амбициозноста на раководителот. Вака, никој нема да дојде во канцеларија да ви речи ајде, ако сакате вие да го направите ова, па да ви го дадем. Значи, мора да излегувате надвор, мора да комуницирате со луѓето. Луѓето кои што инвестираат, значи спонзорите, пријателите, донациите, мора да ја препознаат вашата активност. Мора да препознаат дека тоа е добро и за учениците, и за вработените, и за градот. Доколку тоа не го препознаат стопанствениците, верувајте дека нема да ја добиете помошта. Доколку градоначалникот вас не ја препознае дека сте амбициозен, дека сте придонесле и очигледно е за сите дека навистина сте направиле радикални промени во вашето училиште, верувајте дека секако дека не можете да очекувате поддршка и понатаму. Кога ќе ви заврши мандатот, не очекувајте уште еден да добиете. Во секојдневен контакт сте со родителите. Какви се нивните реакции? Задоволни од вашата работа? Вака, досега Имаат некои критики што треба да се сработи? Вака, родителите секогаш доаѓаат и прво нивните зборови се пофални, за тоа им благодарам. Секогаш кога имаме некој проблем кој што треба да го решаваме, секогаш е советот давно. Значи доаѓаат и велат директоре, мислам дека ова треба да се подобри. Советот на родители има фантастична и одлична соработка со нас како раководство во училиштето. Јас не сум сам, имам тим позади мене кој што работи. Кога ќе дојде родителот, сака да го препознае дека она кој што тој го вложил и каде што го пратил најмилото свое, помило од децата ни немаме, мора да биде прво во амбиент кој што е пријатен за нив, мора по завршувањето на часовите, доколку сака детето да остане, да има во наставни содржини кај што и простори кај што тие треба да ги реализира. Така. Јас пак викам, ги кажав само капиталните инвестиции во нашето училиште, а она разубавувањето на ѕидови, декорација и еден куп други содржини кои што сме ги внесили во нашето училиште. Тоа да го наречеме текомни работи. Да, тоа треба да дојдете да го снимиме и да кажеме. Сад мене ми е жал што можеби требаше да донесам слики за ова емисија која што денес ќе правиме, меѓутоа вие како телевизија и сами напомнавте на почетокот дека ова е почеток на наша соработка секако. Се што е сработено, верувајте, документирано и се тоа дело во вестите. Директоре, уште 3-4 минути не остануваат од емисијава. Вообичаено, последното прашање, се знае кој е, што ќе се работи ова 2017 година, дали ќе не очекува некој поголем проект? Вака, веќе денеска добив телефонски повик каде што од фирмата која што треба да намести некаде околу 400 метри квадратни, можеби и 450, не ме држете за збор, бекатон плочки, веќе во понеделник почнува со работа. Тие бекатон плочки ќе ги наместиме на просторот каде што беше поранешната спортска сала. Сега ја користиме за паркинг простор, но визуелно, кога ќе поставиме бекатон плочки кои што даваат 3D ефект, доколку сте дошле во нашето училиште, можете да видите на новиот влез кој што ете претходно не го спомнав во инвестициите, сум го заборавил, кој што имаме прекрасен Ќе ни треба така многу време. Дефинитивно. Повеќе емисии не само една. Така, значи од понеделник стартуваме со поставување на бекатон плочки на паркинг просторот на нашето училиште, тоа сакаме после и да го покриеме со покрив кој што ќе даде нормално и визуелен ефект во нашето училиште. Со градоначалникот имавме на најава, најверојатно ќе се реализира за многу кратко време, да поставиме термоизолационна фасада на нашето училиште. Во кредограмата која што ја поставивме и добивме топлотен и звучен ефект,
Со оваа дограма, мислам дека и топлинските загуби, ствари со оваа фасада, мислам дека и топлинските загуби Ќе се намалат. ќе се намалат секако, ќе имаме многу помала потрошувачка на нафта. Ќе остануваат повеќе финансиски средства за да се реализираат други проекти. Ето, Директоре, зборот одуста чест точно така. и задоволство ми беше што позитивно одговоривте на мојата покана за вашето гостување тука во емисијата Наш гостин. И вообичаено се надевам дека соработката ќе продолжи и мој да ви посакам и понатаму да имате успешна работа. Ви благодарам и на вас и ви благодарам и за поканата да учествувам во вашата емисија. Навистина беше пријатно во вашето студио и како што кажете, соработката продолжува и понатаму. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, имавте можност да се запознаете со се она што е вложено во Средното општинско училиште Ѓорче Петров и тоа директно од директорот Дејан Димовски и се разбира за оној најбитен проект што ќе треба да се реализира во 2017 година. Моje е само да ви се заблагодарам за тоа што не гледате со внимание и до крајот на емисијата. Јас ќе ви закажам наредна средба, се разбира, идната недела. Останете понатаму со нашата програма.